И време е за тема на денот со Милан Стефановски, надворешно политички аналитичар. Добро вечер. Добро вечер на вас и на гледачите на СИТО. Господин Стефановски, минатиот пат чинам втората половина на август, кога бевте овде, имаше еден обид вака за договор за крај на војната, иницииран повторно од Трамп, и тогаш рековте дека тешко дека ќе успее сега, но до крај на годината очекувате. Ова е веројатно најсериозниот предлог за ставање на крај на војната. Поинтересно е што Трамп го прифаќа, Путин го прифаќа, Зеленски вели дека има тежок избор помеѓу достоинство и губење на стратешкиот партнер практично, САД. Путин порача да го прифатат овој предлог или ќе се соочат со невидена сила. Значи ли ова крај? Има ли надеж за крај на војната? Да, добро, точно во август месец кога беше самитот во Аляска со Трамп и Путин, измеѓу Трамп и Путин, ние кај вас на некој начин може би го предвидовме целиот исход на војната, земајќи ги во предвид повеќе елементи во таа тајна дипломатија и разузнавачка заедница која има клучна улога во разврската на овој конфликт. Секако од тој габарит на председател на Русија и САД не би се состанали ако немаат веќе некои договорни точки кои се гледаме дека се имплементирани во 28 секции. Во таа смисла, да, јас тогаш на некој начин димензионирав дека крајот на годината би имало некој пробив, затоа што Трамп сака во таа година ден од неговиот преземање на функцијата, и четвртата година, практично во февруари од 2022 година почна конфликтот, да се заокружи овој конфликт, бидејќи неговите рефлексии се во разорна димензија и Соединетите американски држави премногу се трошат, а на клучни точки во светот имаат некои други приоритети. Во таа смисла, Зеленски со ова обраќање ја потвора портата, ја спрема јавноста, дека мора да има компромис. Генерално веќе се специјалните представници од двете земји нели се именуваат за да може да му дадат тежина на овој документ, колку и да е неофицијален или нон-пейпер, и да е основа и да е пробен балон кон европската јавност и украинската јавност, де факто и де јуре овој документ ќе биде основата на разврската на овој конфликт. Интересно е дека според овој документ па и сите претходи, Украина ќе мора да направи територијални отстапки кои ќе бидат веројатно и уште поголеми доколку војната продолжи. Дали се сведе во оваа војна на освојување на територии? Не, овој конфликт е 11 години, бидејќи почна со анексија на Крим, сите димензии и елементи и од западните сојузници, од Европа и од САД се потрошени веќе во конвенционалните. Неконвенционалните се нуклеарни конфликти. Освен територијалната придобивка на Русија како тампон зона за да ја одврати Украина да биде членка на НАТО, во овие 28 точки дава друга димензија, дека глобалната распределба на моќ е договор меѓу САД и Русија на повеќе локации. Еве, може би приметите дека таму американците имаат интерес да се дели природното богатство на Антарктикот или реинтегрирањето на Русија во глобалниот финансиски поредок. Тоа говори дека овој конфликт никогаш не е бил локален и регионален, односно не се одвил меѓу Русија и Украина, туку меѓу Русија и остатните земји, Кина, Северна Кореја, Иран и Западот. И тука веројатно треба да заврши со тоа што ќе се прераспореди таа глобална геополитичка моќ која го детерминира самото време. Се појавија други моćни играчи и во таа смисла американците прагматично действуваат. Да, територии се губат, прашањето е после овој конфликт како меѓународниот правен поредок ќе врати силата или интегритетот и довербата. Една од точките која претрпе измени од договорот кој што првично го договара советниците на двајцата председатели е Киев сугерира целосна амнестија на сите вклучени во конфликтот, наместо точката ревизија на целата помош и поддршка што добиваше Украина од сите земји, па оттаму се поставува прашањето дали корупцијата на тој начин ќе се амнестира. Видовме веќе случаи на корупција стотици милиони евра по еден функционер. Добро, во генерално овој конфликт и од двете страни вклучуваше огромно бризгување на црни пари, на оружје,
кои не секогаш легитимно завршува таму каде што треба. Генерално затоа велам дека и представниците на украинската страна се активно вклучени во некои точки, затоа што и они си се борат за својата кожа или за своите интереси и очигледно е дека станува збори за некаква амнестија која неверојатно ќе дојде на Русија добродојдена, бидејќи можеби војни заострства има таму, можеби има премногу цивилни жртви, но во делот на амнестирање ќе повлече на двете страни. Тоа говори дека и амнестија ќе има корупцијата со тоа што таа афера веројатно беше продуцирана од разузнавачката заедница, топејќи ги цврстите позиции на дел од елитата во Украина, која и одговараше војната да продолжи заради коруптивни дејанија. Во планот нема ниту членство во НАТО за Украина, целосно откажување, ниту НАТО сили на нејзина територија, но точката 11 е интересна, вели Украина ги исполнува условите за членство во Европската унија и ќе добие краткорочен преференцијален пристап до европскиот пазар, додека се разгледува ова прашање. Ова бе можеби најголемиот доказ дека во ЕУ нема мерит систем, туку има чиста, груба политика, дури и без ракавици. Да, тоа низ призма на нашиот интерес и нашето членство во Европската унија говори дека ние треба да бидеме предпазливи, да не брзаме во овој временски период, бидејќи станува збор и затоа и во овие 28 точки приметувате дека Европа е практично на страна во овој договор, затоа што таа ги има нарушени сите принципи во однос и на проширувањето како агенда и во делот на тоа што ќе ги наруши принципите да е вовлече Украина во членството на Европската унија, ќе усиса, а таму имаме корупција, не знаеме човековите права во кој елемент се. Тоа говори дека Европа е прилично изгубена, не може да се снајде во овој геополитички поредок, бидејќи оваа амплитуда на така наречен земјотрес на во геополитичка смисла говори дека Европа е разделена и е разделена, видете ги изјавите на Орбан, на Фицо и така натаму. Тоа е тоа, Европа ќе мора да ги редефинира своите надворешна и војна и надворешна и економска политика во наредно преди да прилагоди со новата геополитичка реалност. Добро, видовме каде е Европа во овој случај, самит на лидери 20, Трамп не е таму, Путин не е таму, тогаш дали Европа е доволно силна генерално доколку не се постигне мир, зборувам, и доколку Трамп се повлече да се справи повторно со војната агресија од Русија, која што ќе биде веројатно многу помоќна. Русија ќе го потреби целиот арсенал на оружје, ако клучниот сојузник, внимавате, Зеленски го карактеризира Соединетите американски држави како клучен сојузник, и ако тој се повлече, Европа и сега и претходно и во иднина ќе биде слаба и е слаба војно, потенцијално економски да помогне на Украина во таа димензија да може да се одврати дури ваков конфликт како што е, се замрзне. Русија тргува со територии кои не се нејзини и да се замрзне конфликтот, тоа не е победа на Украина. Во таа смисла, конечно, разврската треба да има еден формално правен елемент кој ќе треба да ги редефинира односите и меѓу суперсилите, така што тоа не значи ништо што на Г20 они на кој начин му дават и легитимитет на овие предлози на Трамп, со тоа што велат дека може ќе треба да претрпи некои апдејти и некои зајакнати точки, но Ти велат Русија добива многу. Тино, знаете како во реалната во овие конфликти многу е важна реалната мок што имате на терен. Таа е сурова. Европјаните не се свесни за ова, веројатно, мислите? Тие може би се свесни, но ја избегнуваат реалноста додека не доа други политички идеологии и сили кои ќе сменат оваа политичка гарнитура која наликува на војни шушкачи, но и Русија напушти Сирија затоа што реалноста беше друга и американците ја го напушти Афганистан бидејќи реалната сила на терен сосема различна. Прагматизмот и реалноста е таа која треба да донесе мир. Ако вие замижите, овој конфликт само може да се разгори и да не кратко од сега да не може да се контролира. Во таа смисла и американската мокна разузнавачка заедница и они се најсилните и затоа и Зеленски, ако се сеќавате пред некој ден на платформата X напише дека само Америка има сила да донесе мировен план, затоа што таа е се уште најмокната глобална сила во свет. Колку според вас е веројатно Украина да одржи избори, во една од точките пишува 100 дена,
Ако во земјата речиси да не постои опозиција, исто како во Русија, целосно е елиминирана, ако и тоа што останало вели во вакви услови, со ваков автократски режим, дека изборите се завршени однапред. Да, но внимавајте, тоа во краток рок можеби да биде и нож со две штрици за Зеленски, бидејќи сите информации говорат дека украинскиот народ е изморен од војната, иритиран од тие корупцијски скандали и најчесто конфликтите од овој елемент со избори завршуваат со некаква концентрациона или експресна или широка влада. Во таа смисла моќта на Зеленски што имаше акумулирано како резултат на конфликтот, можеби да биде редистрибуирана на повеќе слоеви на интереси, бидејќи ако одблиску ги следите Украина и политичките елементи тамо, веќе има елементи на силно опозицијско движење кои не се согласува со Зеленски. Добро, да се надеваме дека овој пат мирот е тука пред врата или пред Нова година и дека следниот пат ќе разговараме повеќе за тоа како да се обнови Украина и како светот да живее еден период на колаборација помеѓу двата главни конкурента, всушност САД и Русија. Се надеваме дека заклучокот на големите сили е после 11 години конфликт и 3 години апсолутен конфликт на ова подрачје, дека во војна нема победник, а во мир секогаш има повеќе победници. Милан Стефановски, гостин во тема на денот во Дневникот на Сител. Благодарам. Благодарам.